Добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на подкастот наречен Тивка Врела. Веќе 10 епизода јубилејна, планираме мала прослава. Не е вистина што го велам, но во секој случај звучи интересно, зошто да не. 10 епизода од серијалот наречен Тивка Врела, кој што вревиме, тивко или гласно веќе не знам, меѓутоа фативме еден добар континуитет и тоа го правиме веќе 10 епизода за разни теми, опфативме се и се што овој серијал, од малолетничка бременост до булинг, до HIV-сида, до што се немавме, не можам ни сам да се сетам веќе. Машко ментално здравје. Машко ментално здравје, да, едно од епизодите кои што разбуди доста вака интерес и доста реакции имавме. Меѓутоа, не знам дали последните две веќе ќе бидат пуштени во етер, за кои што зборувавме за тело и модел и булими и анорексија и така натаму, една доста интересна епизода. Меѓутоа опфативме доста работи, не само за машкото ментално здравје. Машкото ментално здравје беше епизода во која што сфативме дека многу малку се зборува за истото. Многу зборуваме за жените и за женското здравје, меѓутоа многу малку зборуваме и за машкото ментално здравје, па некако ги разбудивме тие страсти и доста се полемизира периодов. Па гледаме уште неколку епизоди и подкасти се направија на таа тема, не дека ние од нас тоа тргна, меѓутоа ето станува актуелно очигледно. Денеска сме тука со доктор Станкова, попозната како Ина. Добра беше најава, мислам дека Одлично. Добро, бидејќи добивме вака насоки како. Да. Јас си ги прашувам гостите секогаш како да ги најавам живкица, како да најавам сега, како медиумско лице. Смисли најмедиумско. Водителка, друго што си се во моментов? Па добро, сега автор нели на проектите кои ги работев, меѓутоа медиумот е она што е, да речем, моја лична карта, препознавање телевизијата и се што има како врска рече со овој телевизијата. Динев инфлуенсерот кој што беше во емисија или јутубер, како не знам овие нови терминологии, Има, класификации, веќе не можам сите ги пофаќам. Контент креатор. Да, до И таму тоа да не постои. одиме. И тоа Много постои, јако. и тоа е за еве за помладиве генерации искрено. Мене ми звучи како име за Ние метал бенд, возиме но добро. Петата деценија, како нели по децении сега, да се каже плюс минус, така да во оваа деценија тие титули и тие звања и професии малку ми се далечни, недалечни. Ама сакаш некогаш се лепат тие. Се лепат. Така ги те пишуваат и помладите. Контент креатор, живкица Каленикова. Ајде, нека лепат помладите. Јас, она старото, нели, тебе водител и автор на емисии. Добро, доста популарна и актуелна во 90-тите, 2000-тите и така натаму. Сега чекај, имаш се уште Да, тераш се подготвуваат и новите, меѓутоа нели актуелни беа доскоро емисиите кои ги правев како Тунел, па како Жилет и така натаму, нешто слично. Мене не си ме повикала, ама добро, ја те повикав. Еве ма. Затоа што јас ти на должам времето за многу, ти да, должам, те ти викав должам. често на времето, така да имам кредити да ме викнеш уште и за еве јубилејната, за Не прославата. споменав овие кредити, стана некако шкаклива тема стана во последно време со овие брзи кредити и се што се случи околу тоа, меѓутоа добро. Вака денеска сме тука да позборуваме на една тема. Секојаш тргнувам со една идеја за некоја тема од оние кои што ги разгледуваме. И на крај испаѓа дека емисијата треба да носи некој сосема друг наслов. Некако повеќе области се поврзани, повеќе теми се измешани и на крај доаѓаме до заклучок заедно со гостите како ќе менуваме таа емисија. Оваа беше планирано да се вика семејно планирање, искуство, насоки и здравствени аспекти. Да речеме нешто. Стручни поеми и колку тоа да. Види мене секоја Звучи епизода застрашувачки. секоја епизода ми бара подготовка, на пример за HIV-сида, тоа неколку пати го кажав, не знам, сватив дека не знам ништо таа емисија. Го имавме докторот во емисијата, го имавме Мите Димовски и на крај сватив од инфективна. Докторот Веле, мислам си каше да не го промашам. На крај сватив дека ништо не знам. Јас знам дека ништо не знам, нели? За тие аспекти и вака сега доста ме тера да прочитам одредени работи. Во моментот кога одлучиме оваа тема да ја обработиме, логично некако Не беше сум репер тие- за семено планирање. Не си планирала? Како дојде до 3 деца, планирано. ако не планира? Многу брзо. Ако не планираш. Што 3 деца се исто така планирање на Планирање, семејството? од секогаш сум Апсолутно. сакала. И како велат некогаш, Апсолутно. внимавај што посакуваш, што си замислуваш и на оние игри на времето ние кои ги игравме, ви текнува X точка, колку деца, која Да, години ми машање, текнува. кај годините нешто утнав со тие сите пресметки, малку. Ти така дома така седнав Но- ти. Но 3 деца сум сакала вистина од кога памтам за себе и дури многу чудно. Сакав, демек, прво дете, па многу да не се мачам, нели секогаш ми било тоа некако пороѓаите ми биле нешто што вака ме заплашувало, па реков второ и трето нека бидат близнаци. И така се наместија коцките да без малку второто и третото ми се близнаци, не се ни година дена разлика. Тоа беше, да речам, таа брзина непланска, бидејќи тројцата беа со царски реси, беше и малку ризично, но како нели си ги мести Господ коцките, играме по неговите правила и само си велев се да биде во најдобар ред здравствено, инаку дека планирани беа децата секако да.
Најчесто така кога ги чуете за некој по-обемно семејство или многу детно, па задолжително се слушате приказни, овој него планиратме баш, ама ете испадна. Па има и такви, имам ја пријатели кои што имаат и по 4 деца. Не знам колку им беа планирани, колку не им беа планирани, мислам, или на пример ситуации сега нема да откријам на еден член на еден бенд, се уште кој што постои после толку години, кој што чека тројка во моментов. Нека се живи здрави. Имам и такви пријатели и мислам дека баш и не ги планираше. Тројката е Доктор Станко, случајна. како се планираат? Или не се планираат? Ретко се, нели, може и колку на што ти се да разбира. бидеме. Добро. Мислам, не Тројките, мора да биде пример, официјално. да се случајни се ретко, тројките ретко се случуваат спонтано. Некогаш да. Јас имам пациентка која што на времето дојде во ординација со близначка бременост, која што не се развиваше баш како што би сакале и таа бременост заврши. И после некое време, релативно кратко, дојдоа повторно бремена и лежи она, јас почнувам да ја гледам на ултразвук и не знам каков ми бил изразот на лицето, меѓутоа ми вели, нема ми кажеш дека се повторно 2. Не, 30. Ја ја велам, не се 2, јам 3 се. И, значи, и близнаци, меѓутоа колку повеќе плодови има, толку се зголемува ризикот повеќе, се поризични отколку единечна бременост. Ако е тројка, е ова чисто како информација, значи до пред извесен број години при инвитро, значи вештачки подпомогнатото оплодување, се внесува повеќе ембриони со идеја да, нели, да се фати нешто. Меѓутоа, кога се внесеа повеќе ембриони, се случуваше да дојде до нели, бременост со тројки, со четворки, така што драстично го зголемува ризикот. И од тогаш, значи од пред некои 15 години наваму, во голем број земји, вклучително и во Македонија, не смеат да се внесуваат повеќе од 2 ембриони. Тоа како информација. Сега овие тројки што вашиот другар ги чекат се веројатно спонтано настанати. Се случува. Не сум бил во таква ситуација за Да, што точно се случува, ама носи ризик. Затоа што пред време се породуваат и така, може да има последици. Да, она за инвитро го имам слушано доста често и за вештачко оплодување, дека често се случува и близнаци, нели да. Да, близнаци, да се зашто добиваат. две се внесуваат и се добиваат близнаци често, да. Да. Живки, за ти како планираше семејство? Па го Кога почна прв пат? И тоа на сакам малку 32 години остана времена со првото дете, Даријан, така да беше вистина плански, бидејќи го посакувавме и некако беше вистински момент и време да речам и се чувствував и доволно изрела и така натаму дека веќе сакам да станам мајка. Така да е сега второто малку исто побрза бидејќи ми се смеја и доаѓа Чекай, цело време мала разлика, постојано по- мала. Во по 3,5 години? години ги родив тројцата и сите О, ме машала. вршува, да. Баш Повторно машала. си времена. А за Ана и Марко бидејќи тие не се ни година дена беа во шок и дури биле во шок и докторите кога најавиле дека повторно нели Како ти ќе рекол, ќе се овде породува. Живкица пак ти? Повторно е овде, па На нели се контрола? породи женава пред неколку Ја. месеци, да. И тоа е, еве да речеме, една приказна која ни го разубавува секојдневието, живи здрави, брзо растат, беше вистина вака некако шокирачки, беше хаотично. Пак ќе се вратам дека сакавме големо семејство и сакаме големо семејство, мислам си ги сакаме децата и ни е многу убаво. Така тргна со првото дете и некако си се надоврзаа следниве и немаше простор да многу размислувам затоа што јас вистина сакав да бидам мајка на повеќе деца и така како си се редеа работите, нели си ги прифаќав моментите, не ми беше престресно, затоа што сакав да ги родам тие деца. Гледаш, овде заборев еден аспект да вметнам на оваа тема, а тоа е ситуацијата кога се планира семејство, а баш и не можеш да дојдеш до него. Имаме и такви многу случаи луѓе на наша возраст да, кои што да. Да, тоа е многу често, се почесто во последно време. Само што јас сакам прво само малку да се надоврзам на ова, зашто темава ни е планирање на семејството. Обично кога се спомнува тоа, се мисли на млади луѓе, контрацепција, такви работи. Да. И тоа апсолутно е огромен дел од приказната. Меѓутоа, нормално, планирање семејството се однесува и на семејни луѓе. И ова што кажуваш е супер, затоа што сте поминале супер. Инаку, реално, зашто спомна дека се 3 царски реза, Да, ризикот на беше сериозен. вистина е корисно да се применат методи на планирање на семејството, кај случаи каде што имаме претходен царски рез, затоа што нели матката е веќе сечена, па сошиена, да, зараснато е. Меѓутоа кај таква ситуација, ако е порано него што
го советуваме, постои зголемен ризик да, не дај Боже, да се отвори резот на матката и да настане сериозно голема компликација, така што сте били, вие сте си ми беа супер. воочени сите. Сигурно. Да, сите ризици, но беше некако и доцна, ние пак ќе речам смешна е приказната бидејќи со толку мали деца дома, додека дојдов до информацијата дека повторно по трет пат сум бремена. Значи, Ана, веќе имав срцева реакција. Да. И мене ми беше апсолутно застрашувачки, нели ми дадоа опции мојата докторка за дека бременост. Не може да прекина бременост во таа фаза, туку треба нели да се почека извесен период, што апсолутно не доаѓаше во обзир за после 5, 6 и така натаму месец, беше исклучена веднаш, нели? Јас пак ќе речем по природа да и да речем си верувам и во дека универзумот или некој таму горе се ги мести работите онака како што треба, и ако ете дошла во таква ситуација на овој свет или дадена е шанса за живот, велам на неа затоа што знаеме нели Ана дека постои како женско на тогаш тоа нели еве ембрионче, оставив да работите си течат, нели дека негој и ќе ме заштити и ќе ми даде сила тоа да го издржам, иако беше вистина сериозен ризик, дури ми препорачуваа дека во моментот треба престанам со секакво сериозно движење, дека не треба да го дигам, нели средното дете, тој беше се уште бебе, продолжив со процесот на доење, ми го забрануваа до некаде и тоа заради имам многу коментари на ова, ама да, имам сакам да многу речам коментари на оваа приказна. Еве може слободно за некој кој можеби ќе помине низ некаков сличен процес. Јас сакам не да сакав го да прекинам да го дојам, Да. затоа што ми рекоа дека пак постои ризик од прекинување на бремен, односно од спонтан абортус во таа ситуација. Веројатно заради некоја контракција на матката, претпоставувам, не сум до толку стручна. Може да прокоментирам некои од овие работи не за друго, него затоа што да не дојдеме во ситуација слушателите, гледателите, Дезинформации можеби да имаат. Да имаат Јас го раскажам погрешна моето искуство. слика за да, може да се Така да велам, значи тој момент се обидов да се свртам само дека се ќе биде добро и дека ќе издржам и дека се е во ред. Веројатно ме понеси на женска моќ, дека и веројатно се буди во нас нешто екстра, како издржливост, како моќ кога сте веќе мајка и кога треба да станете повторно мајка. Мислам дека има тука нешто исконско и кое ни дава некоја сила и моќ за која не сме ни свесни дека ја носиме во себе и во нас. Така да, фалмо на Бога, тој процес. И многу среќа сте имале, како да. мислам многу среќа. Да се разбереме, не значи дека во ваква ситуација повеќето од бременостите завршуваат лошо, далеку од тоа. И извинете мала дигресија, ми беше забрането да работам, јас морав да завршам сезона која беше почната и подпишана и на штикли. И па не знам зошто ви забраниле да работите, тоа ми е дилемата. Ја завршив сезоната. Вака. Прво, сметам дека секој од нас како професионалец треба да кога жена ќе се породи, постои таа лактацијска аменореја, методна лактацијска аменореја, ти го имаше тоа во документот што го прати за ориентација спомнато, тоа е податокот дека ако жената дои постојано, тоа е ексклузивно доење, значи не го дохранува бебето со некои други дополнителни, не знам, адаптирани млека и така, во првите 4 месеци, односно до 6 месеци ако дои ексклузивно, толку смее само на мајчино млеко да го држи, дека во тој период е заштитена од забременување, затоа што нема овулации, значи нема плодни денови. Штом ќе се разредчи доењето, веќе почнува да се, нели, можноста да дојде до овулација и да почне жената да крвари, да менструира. Работата е во тоа што жената која ќе добие првата менструација е свесна за тоа, ама овулацијата настанува 2 недели пред тоа. Значи, она нема да знае кога ќе биде првата овулација, кога ќе биде првата јајцеклетка што може да се оплоди. И може да остане бремена. И затоа ние како лекари би требало, нели, ако си ги знаеме пациентки така, кога ќе се породи она, кога ќе дојде на контрола и така, ова да и се објасни и да знае и да се поразговара за тоа што планира. Нели, дали планира веднаш да забремени пак, мислам дали би сакала, не значи дека може веднаш, ама дали би сакала, па ако е царски рез да и се каже дека треба да се припази, да се направи договор за тоа која метода на планирање на семејството најдобро им одговара, не само на неа, туку на парот, и на тој начин некако да избегнеме ситуации кои не доведуваат во ризик. Зашто акушерството како професија, значи ние сме гинеколози и акушери. Гинекологија е се што не е трудна жена, акушерство е се што е трудна жена. Акушерството, имав еден колега постар од мене, кој што беше од Крушев.
И кога беше на специализација, уште и млад специјалист, вика, едам ја кај баба ми вика, синко, за шо учиш ти? Бабо, за гинеколог. Добро, шо е тоа? Па пораѓам жени. Баба ми вика, ај доста, фати се за книга, жени раѓаат сами, не им треба есе. Жени раѓаат на нива, тоа е многу честа, нели, реченица што ја слушаме, и жени раѓале и раѓаат и ќе раѓаат на нива. И се ќе биде супер, додека стане не супер. Жени раѓаат на нива, ама жени и за жал умираат при раѓање. И затоа е битно да се гледа да се избегнат некои ризични ситуации, ако може. Затоа постои планирање на семејство, меѓу другото, кај луѓе што се во семејство. Друга работа, забрана да идеш на работа, забрана, што беше, да доиш, забрана да носиш стикли, забрана, немам појма што уште било забрането. И тоа беа главните моменти. Значи, тоа се... Јас не мислам така и би сакала да се нема впечаток дека ако си со 2 царски реза па си останал труден, дека сега ти готово треба да се залепиш за кревет и ништо друго да не правиш. Се додека нема знаци за некаков проблем, нема потреба од некои драматични... на третиот, да, нели? Да, знам, јасно ми, ама резот. ризикот од... Мислам, тоа што ќе носи некои штикли, јас имам и сум си имала пациентки кои што и јавни личности од уметничкиот свет и така, да не ги именувам сега, што да ви кажам, со штикли од 12 сантима, со подвезици, авион женска. Трудна, супер бременост, близнаци. Нема везе, тоа не е... Мислам, нема везе, тоа е више стручни работи и индивидуално е. Ама тоа е друга работа. Тоа е друга работа. Колку си стабилен, колку знаеш да одиш на штикли. Оваа жена за која што зборам не знае да оди без штикли. Тоа е работата. Мислам, што е, нели, што е супер. Сакам да кажам, се е индивидуално и не велам. Може би имало причини конкретни зашто било тоа се забранувано, ама не е тоа општ став дека треба така. Па да, сите сме ни индивидуи, општо горе-долу не може за никого да речеме, секој е многу важна работа. И така тоа, значи и уште нешто. Велиш, заклучив дека не се зборува за машко ментално здравје и така. Генерално и во оваа тема, планирање на семејство, жената. Не бе, дечки, планирање на семејство е нешто што треба двајцата да го прават. Имаме и машките аспекти тука ги споменаме. Да, и при и тоа е многу важно. Заштита и се достанат. Да. Така, тоа, само сакам така. Да. Не, значи, Живкица, ти немаше време практично за постпородилна депресија. Така? Нема го скокна тоа, така. Што викат како го помина, па не се сеќавам. Некако брзо беше. Матно некако. Мораше брзо да се дели, да се во чекор да се паѓа. Доста храбро и доста искрено вака од овој аспект, ете, некои моменти кои што... Машко нема никош да свати што значи тоа царски рез предпоставам. Плюс минус, нели, што велиме овие ризици кои правеле некаков можеби моментален страв, прашање на здравје. Искрено таа нели индивидуално зборувам, да не бидам погрешно сватена, брзина или да речем во некој пократок временски период, мене нешто што ми се чини позгодно, можеби тоа за мене пак ќе речам, но сега од оваа гледна точка веќе пораснати, тоа некое условно речено лудило кога се мали, дури сестра ми често ќе дојдеш таа со едно дете, апропо преска муабетот, нели со инвитра обеди многу чести, па беа нели 3-4 повеќе ако не беа яйцеклетки, беа фатени 3 од кои 2 попатно нели си отидоа, па остана внук ми жив здрав сега момче големо, 18 години, често се чудеше кога ќе идеш мене како кога ќе дам кај тебе како во џунгла како издржуваш. Пошто бебење практично едно на нога, едно овде, едно на врат, но пак ќе речем некој сладок период и тој хаос ми заврши во некој покус период. Апсолутно. Гледајќи на страна нели другарки кои имаа некоја разлика и тоа има своја предност. Големото ми помага со помалото, во ред. Пак ќе речем индивидуален пристап и секој си планира онака како што најмногу ми одговара, но мене ми некако ми заврши работата брзина и тоа пакување на општото лудило за еден пократок временски период. Сега се и друштво, сега веќе си се нели екипа. Прекрасно е тоа. Јас само на сметка на царските резови за тоа не коментар. Апсолутно. Инаку, луѓе, направили 3 години детето. Почне ли мајката да спие, малце да се опра, многу потешко се решава на второ. Апсолутно. Апсолутно, вака со еден удар
Мислам тоа ќе велам. поблесавиш малце, Не, ама да. ќе издржи Па човек. знам доста Само примери за кај мои царски пријатели кои што телевизори. не Има откриваат одредени тоа. тикови, но не ги Да. покажувам јавно се уште. Добро, чеке сега влегувате во една тинеџерска фаза, Да, сега е и во втората адолесцентска фаза, то На прво ќе лудило. имаш Интересно ќе биде. Кај кого менопауза, кај кого А, тинеџерство, нема вeze. пубертет Нема да и имаш. на сите страни ќе Нема фрштат. да има време за секирација за менопауза. Ја така поминав, ја у менопауза, ќерка ми тинејџер, абе што ти кажам, ми викаат како? Што бе како? Општо Да е ова да се справиме со ова. Не, нема проблем. Ете, спасена пак Добро, ќе имаш, бидам. има еден бенд зборуваме кога сме кај мачкото ментално здраве, има една песна со рефрен Диазепам лексилиум. Да. И така натаму, па некои Не. и на погрешен начин си ги решаваат проблемите, остануваат смирени во такви Се ситуации. задржувам на медитација и ашваганда Така за е. сега. Одиш? Така е. Па медитирам, да. Ту, браво. Да. Наоѓаш време за тоа? Па да, дома велам одиш. Те пуштаат од дома? Не си Мали? одам, да со умот си одам од дома, тука телото ми е дома, а умот заминат. Добро, покрај планирањето на семејството, многу е важно и како понатаму го планираш времето и како ќе си ги поставиш работите. Веројатно Кој е веќе многу ќе имаш важно да семејство. не се заборавиме. Тоа некако сега ми доаѓа следно да го кажам. Децата се супер и се големо богатство во нашиот живот, кој сака да има деца, апсолутно. И во ситуации кога беа помали се смеевме, бели, деца од сите страни, друштва собрани, нели, често пати знаев да им кажам, не паничете, нели, во ресторан се руча, хаос од сите страни, мали деца, ја велам, како викаме, децата се најголемото богатство, ќе помине оваа фаза. И се, но верувам, од мој аспект зборувам, не треба човек да се запостави, не треба жената да се запостави, не треба да си го запостави своето и ментално здравје, но и своите потреби. Ние тука некако може би кикснуваме од потребата да одговориме на барањата на сите, од потребата да ги задоволиме очекувањата на сите, од срамот да не кикснеме дека не сум совршена мајка, сопруга, домакинка, дека не е се подредено и така натаму, а при тоа нели и сакам да работам и да се реализирам себе си, да си ги реализирам своите соништа. Па што ќе каже околината ако денес можеби немам ручак, а еве сум отишла на работа да снимам емисија. Карикирам. Не ми се дешава тоа. Ручекот е секогаш спремен. Но сакам да речам дека тоа наметнува еден сериозен притисок. Доаѓаат животни ситуации, има вистина еден предизвикувачки период, кога заминаа моите родители во 6 месеци и не верувате дека тоа ќе ве стигне, веројатно нели тоа го имаме како здраво за готово. Тие ќе бидат вечно тука со нас, ќе помагаат, ќе подаваат рака, ми помогнале многу во процесот кога беа мали децата, но ме стигне и нели таков момент кај што и треба да созреете, и созревате пред време, малку, пошто сте нечиво дете цел живот, а сега го немате таа сигурност и тло под нозе, и тоа се измешани емоции и ситуации кои ако не се свртите малку и кон себе, докаде сум ја и кои се моите потреби, како ја да си ја нахранам душата и менталното здравје, мислам дека тука ќе дојде до кркање лексилиум и да ја запамет. Добро, и додека се живи родителите и тоа. Да. И партнерот има Поддршката. голема улога во Апсолутно. тоа, затоа што Благодарна вистина Па што сигурно, имам мислам, вистина мора да сериозен поддржувач. помагал. Да, Да. како велат. Сигурно. Едно е страста, почетокот нели фазите на љубовта како се Така е. менуваат и децата кои доаѓаат, се извинувам. И така натаму, но многу значи да го имате човекот покрај вас кој чувствувате дека ве прати, дека е тука. Ортак да имаш Да. во живот. Да, вистина Стварно и благодарна многу што значи. тоа го имам. Не е Добри, родителите додека се живи, додека може да не помагаат, па има и такви ситуации. Доаѓаме до ситуација во кои што и не можат секогаш да ти помогнат, па да се тука, па чекај дали да ги оставиш сами, Вистина. па дали да ги земеш од Да. тебе, па како ти да искочиш во петок навечера да останат сами и така натаму. И тоа се предизвици кои Има што ситуации во кои што ти не само што не можат родителите да ти помагаат, туку ти треба да им помагаш на родителите. Да. Возрастни се, Апсолутно, болни да. се и така, па тек тогаш имаш трчи дали деца, дали родители, дали партнери и така натаму, дали професија. сериозни предизвици веројатно, Има но пак многу ќе речем проблеми. мора човек да си најде вентил и начин како да си го сочува умот и здравјето. Баба ми велеше и како минуваат годиниве, се повеќе верувам исто во тоа, баба да не ти летне врапчето, народски кажа, но и умот да не ти го земе нешто. И вистина е така. Живкица треба една емисија да Да, спастриш, посебна. да се вика Живкица да ти каже. Да. Со вакви Ти совети благодарам. во кои што На пат сум на нешто подготвувам. Така, добро. На буквата Видиш, Ж ова почнува, ама нешто- еве таа енергија Нешто флуид почнаме да откриваме случајно, спонтано. Кога зборуваме за планирање на семејство, тука неминовно некако се споменуваат и оние социјални и економски аспекти при истото. Не знам сега Живкица може би јас сум бил во ситуација да можам како си било тоа да си го дозволиш семејството. Не знам кога стана тоа. Порано било веројатно сосема поинакво сваќањето за тоа како се планира и како се ствара едно семејство, меѓутоа денеска многу се размислува за тоа дали си во можност, нели, да ги Како ишуваш, луксус. да ги Да. дозволиш се, еве да речеме трето, ние сме размислувале дома и за трето дете, меѓутоа
седнаш и викаш чекај се, прво тоа, некако не можам, Вака се. Дечки. знаеш. Ја работам како гинеколог 30 и кусур години. Работев на клиника 16 години и нели на клиентелата на клиника е таа што е, се завршува на клиника и така. Сега работам приватно и има разлика. Има разлика и како беше пред 30 години, а има разлика и значи социјалниот статус на клиентите со кои што работиш. Се согласувам дека секој сака да им приушти на децата што повеќе може. Нели? Се согласувам и со тоа дека како кажам, сакаш да оди во пристојно училиште, сакаш да биде пристојно облечено, па да има и за одмор, и за на море, и за на скијање, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, мислам дека малку претеруваме со идејата за тоа што треба се да се обезбеди за да стигнеме до првото дете. Не зборам за 3 деца. Зборам за стигање до тоа да почнеш да живееш со партнерот и да почнеш да градиш некаква иднина и да планираш, значи да се разбереме, ја не сум за разлика од Живкица која што нели на 32 години го родила своето прво дете, јас почнав да правам дете на своји 33-4, откако заврши специјализација и сите тие работи што требаше да ги направам, па не кеше. И не одеше. И јас имам родено со инвитро на 40 години. Имам само едно дете, јас сакав 3, Браво. ама толку можеше. Едно и толку. И факт е, сега имам таа истата, сега е студент и не паја на памет да... Добро, има 22 години и стварно не паја на памет идеја за брзо раѓање. Меѓутоа е точно дека како одат годините, така некои работи стануваат потешки. Некој и на 32 или на 35 ќе остане бремена вака, некој нема да може тоа да си го... имате и во семејството таква ситуација. Се е то фино со тоа, дај да обезбедиме прво и ова, и ова, и ова, и ова, ама ја велам обично, чекај се да се разберем. Значи, посебно кога ќе дојде веќе бремена и нели сака да абортира, а ја не знам зошто сака да абортира. И секогаш ги прашувам, и разговарам, и така. И аргументите, че ама сега не можеме, ама сега, а има едно дете веќе. Па не викам, чекајте бе луѓе. Значи, да се разбереме, па облеката ја имаш, нели? Имаш другарки, имаш... Па како е блиску, вие не знаете совршено. Јас се пренесла во следните 3 години. Се сум зимала за кирка ми и сум давала на братучетки, на другарки, на овој на оној. Значи, не е облеката. Ако доиш, ти го јадењето, разбирам ја. Адаптирано млеко е поскапо. Значи има трошоци, добро, памперси ставаме, не се со пелени што се перат, освен ако не сме многу еколошки освестени, такви се малку у Македонија се уште, во Америка се повеќе. Ама некако луѓето се дојдени, не знам, многу работи стануваат многу битни. Па вклучително и тоа дека дете у 5-то оделение шета iPhone, што мене ми е лично мене. Се бориме со тоа период. Ми е отаде невкусно, мислам. И така. Веројатно е прематеријално времево во кое живееме. Веројатно, не знам. И тоа докажување меѓу сите работи. ние, што сакаме да се докажеме и да покажеме, за да не ни се пише и тоа како личен неуспех, како не сме успеале да обезбедиме iPhone и слично, дека тука е пропаст. Убаво е, нели, кој колку може во рамките на своите можности и на стекнатото, нели, така да си ги расте и да си ги усмирува децата и да им дозволува. Но не е, искрено, не е среќата. Вистина не е среќата. Пак ќе речам, со некое животно искуство ги учиш тие работи, дека не е целата среќа на светот. Се обидувам и на децата да им објаснам понекогаш, кога исто ќе ме прашаат, не знам што кој имал, не знам која верзија на PlayStation ја имал или не знам каков телефон. Па еве во последно време и патики се во мода. И ги прашувам, што тебе тоа ти менува? Имаш супер патики кои ниту се ефтини, ниту се нели нешто, туку и ти служат и се убави. Која ти е разликата тебе? Што тебе ти значи? Сакам сами да дојдат нели до моментот дека е заради трката затоа што ги има и некој некаде рекол дека мора да се има тоа и дека тоа е многу повредно. Не. И се обидувам некако, вистина е потешко од порано кога сме имале еден тип на фармерки, една монтка, имаше во наше време, имаше во наше време. Да, ма не биле толку видливи и не биле толку потенцирани, и не биле вистина драстични разликите, толку како денес. Ама и тоа што вели
Пак Па дома е. Ќерка ми Јас учеше немам во Нова. проблем исто со тоа што викате. И мене ми беше страв Да се даде прва година јакна. кога отиде како ќе влијае тоа на неа, затоа што ние дома имаме многу мислам, стварно имавме поинаков однос кон нештата и дека не се работи само за тоа дали можеш да си го дозволиш да го купиш. Апсолутно. Дали е потребата Туку таа? дали тоа дали треба да го носи у петто оделение тој телефон? Мислам, Јас ги прашам што ти менува, независно емотивно од тоа, што ти менува тоа. Статусот го менува во ама дека во мора училиштето. дома да се научиме дека дома треба да ги научиме што значи статусот и на кој начин ти се стекнуваш со статус, дали со моделите на телефони и на патики или со нешто што ти го носиш во себе, Тоа кое е треба борба да сега, предизвика понатаму во животот и почит и се. И ми беше страв кога тргна во Нова да не, нели, меѓутоа пак и викав, види сине, луѓе се препознаваат. Ке се најдат луѓето кои што мислат Си и одговарате живеат на слично истината. на тебе Да. и фала Богу, јас сум задоволна, вие сте у пубертет, вие мислите му ја, кај нас Но се ето помина рекав, да, пубертетот. предизвикувачка фазата, полека вака некако почнува, ама тоа методот некој кој еве се обидувам да го искористам јас што Да. велите, што и колку ти менува, тој статус тебе и токму тоа, дека треба те препознаат по твојот Ама чекај, попушташ ли на крајот? капацитет? Не. Комплетно и за се не. Остануваш доследна на свој став? Тука и со Не сопругот купуваш? имаме одредени имаат телефон, така, но еве прашањето. Треба да Пример, сигурно. ти го менуваш твојот телефон. Да, јас работам. Така е. Можеш ти да го наследиш за некое време мојот телефон Така е. користен, затоа што апсолутно не ти треба. Кај мене обратно. Јас Ти ги го наследувам купуваш? нивните. Нивните? Да, и викам, по е супер, И може сега се да исто работиме, тоа како можеш зборуваме. да И сега почнуваат, например, тој средниот најмногу нешто се бори, прета. И ја ќе правам ова, ќе работам. Да, супер. Да, Јас работи, бе. работам Да. 14 Да. години во телевизија, повели, смисли, еве, имате игри, викам, што не ги искористите во ваша корист? Обиди се, смисли Така е. нешто како ти, нели, Треба ќе си да успееш заслужиш, да. со и да, имам идеја ваква, седни супер, одлично, да, искреира идејата. А дома компромис правите двајцата во врска со ставовите или некојаш се Па некојаш имаме, да, па се очи се погледнуваме и ќе разговараме на темата, пошто ја почнувам мене нешто тешко ќе ми иде тоа рече, некако. да, исто ќе ми рече сопругот, не вака, не ме пресекувај, нели? Мајка Тоа е нешто да многу важно. попушти, да, ама е битен заедничкиот став и битна е поддршката во моменти кога може ја не се сложувам реално, нели, во моментот со негова реакција или со тоа како го прави, нели, нештото и како ја донесува одлуката, но нели голтнувам колку мене тоа ми е Епа многу да. тешко ја да Да, голтнам во инаку- себе и да речем после ја и ти ќе се разбереме и нели вечерите се тие. Легнуваш и почнуваш. Дено, вака, преска што им рече, мислам не вака, мислам така, ова дете, она дете и почнуваме тука да нели разговараме на теми. Јас сакам да го искористам ова време што го имаме стварно да упатам некои пораки на тема планирање на семејството. Дај да се вратиме на задржиме. темата. Па да добро, се и ова е дел задржиме. и Да, да, се планирањето на согласувам. семејството и по фазите потоа. Се Да, планираат цело ама време. планирање на семејството, ако идејата за Планирање и денеска менаџирање, може е би би требало. планирање А, на да. семејството во смисла на тоа дека Да се почне, веќе е да. формирано семејство и така, окей, тогаш идеме дале. Ама ако треба да ги вметнеме и можеме да ги вметнеме малце муабетите за планирање на репродукцијата кај млади, Да, и тоа Да, е. Многу посебна ми е тематика е важно. тоа и да, контрацептивните многу методи ми за е кои што важно, цел живот борба водиме. јас Со тоа- искрен ќе бидам, ја пак не знам многу од овие работи кои што ги прочитав. Кои се Ги методи на интересира ли контрацепција? младите? Па тоа ми е муабетот. Сакаат ли да Ајде. слушнат? Во секој, Или се во извинувам што секоја почнав прашање, можна, што? не бе, во секоја можна ситуација се обидувам, значи вака, ќе влезе девојка кај мене, која нема раѓано и која има, нели, пополнува еден прашалник во ординација и сега јас според прашалникот се водам и прашувам партнер, сексуален, хетеросексуален, да, колку време, толку и толку. Како се пазите? Не се И сега. Најчесто е свршува надвор. Тоа е најчестата метода на контрацепција применувана во Македонија. Некои користиме кондом, ама не секогаш. И многу малку користат поинако вид на контрацепција. И следното прашање кое на сите им го поставувам е: ако забремениш непланирано, еве, не сакај, што ќе правиш? Ќе родиш или ќе абортираш? И тука има, па не сум размислувала. Тука е проблемот. Да. Значи, ја велам, окей, ако ми каже, ба ќе си го родам, окей, нема проблем. Никој не вика дека применувајќи ја таа метода со која што се пазат, дека она сигурно ќе заглави. Пак, како што беше муабетот за преска. Значи, да, може да
цел живот да тераат така и никогаш да нема непланирана бременост. Ако рече ќе си го родам, важи бе, терајте така. Како рекол Господ, така ќе биде. Ама ако одговорот е ќе абортирам, тогаш сериозно треба да се размисли за некој друг тип на заштита. Затоа што на вистина мислам дека ни у 20 век, камо ли у 21 век, да и почне животот со абортус, мислам тој дел од животот, стварно е Го имавме тоа веќе, во безсмислено. го отворивме колку е ризично и да. какви се Абортусот последици. сам по себе, значи ние не очекуваме дека абортусот во најголем број случаи ќе резултира со компликации, со проблеми тама на работа, тогаш никогаш не би се Нема правеле се, да. абортуси. Меѓутоа, постои ризик и не е само ризикот од компликации, луѓе. Психолошкиот Да. момент И е тоа е битен. вистина, да. Како, значи чувството дека она направила нешто, постои контрацепција, ако ништо друго. Значи треба да знаат. Пак, нели, свршувањето надвор и грешката за бременување и покрај тоа, не е само затоа што он не знае што прави, туку затоа што може да има сперматозоиди во предсемената течност. Значи, она може да забремени и покрај тоа што он сосема на време го решава тоа. Јас во кариера сум имала 3 трудници кои биле невини. Вирго, има химен. Никогаш немало пенетрација. Тука негде петинг ваму таму, и тоа многу брзи сперматозоиди, она е плодна, сперматозоидите се брзи, и она е трудна, е невина. Ова не сум Ова, слушнал. па- Па Тоа така слушам, е. да. И сега ја работам 30 кусур години. И така, 3 за 30 кусур години не е многу. Ама е... Добро, но сепак е нешто што треба кој да... што- Ама било за е нив и- аргумент, Да. шок невиден, али е аргумент да пробам да им објаснам дека начинот на кој што они се пазат е бесмислен. Второ, Погрешен, да. не знам луѓе што треба да направиме за машката популација да почне малце да користи мозок и да не и да не го да не мисли дека ако користи презерватив дека тоа е нешто зашо штити што треба да ја заштити неа и од сексуално преносливи. Себе треба да се заштити прво и основно. Е, што мислите, каде лежи зајакот? Немаме доволно информации, немаме доволно домашно воспитување, Се немаме општа култура, па и во Значи, образовниот еве, систем. каде лежи Мене ме зајакот? интересира да бидејќи имате искуство Прво, долгогодишно. на сите страни лежи зајакот. Многу зајци. Значи, прво, имаме една безсмисленост комплетна. Основна школа, кај ви се деца во IPS се сите, да. Твоето искуство со кои основни школи? Кирил Приватни Егоров или и државни? средно сме ние. Добро, окей, значи основна школа учеле. Да. Не знам сега каков е учебникот по биологија. Ја на Facebook Природни 3 пати науки. у живот имам Нешто постирано ситно. нешто. Знам дека тоа е аут Фејсбукот, нема веза, мислам, ама сакам да кажам, кога беше ќерка ми таму некој 7 оделение, сликнав еден дел нешто пишуваше учебникот по биологија и го постирав ужасната од тоа што го гледам. Значи, не само што има некои отпори тука кај родители за сексуално воспитување, ја не знам што е приказнава. Можам да разберам, не знам што се содржините, што се предлага и така, ама дека на нашите деца и на нашите родители апсолутно им треба сексуално воспитување предмет негде, тоа е факт. Ништо не се знае на таа тема. Тоа се теми за кои што најголемиот број на младите не разговараат дома. Они немаат комуникација со родителите таква за да можат да разговараат за некои елементарни работи. Јас кога бев млада, па моите другарки кај мајка ми идеа да зборат. Сега другарките, добро, јас сум гинеколог, па тоа што доаѓаат другарките Така и на ќерка денес. ми кај мене, окей, ама родителите не разговараат со своите деца. Татковците, советите што им ги даваат на синовите, мислам, страшно е тоа, пошто и они се неписмени на таа тема. Сме. Ама сериозно. И уште нешто. Ја мислам дека у мое време поише знаевме поточни информации имавме за тоа што значи контрацепција, од сега со женски домаќински муабети, форуми разни, А тоа се тие групите. глупости, луѓе, Ама таму ќе страшно е прочитате што, има информации. ама страшно е што све пишува. Ама се ги практикува, знаеш, има и Значи, до абортуси. и onda до... они меѓу себе, другарките... Е тоа до- застрашува, нели, да речеш на кое ниво сме општо, на Страшно информираност е и на на кое ниво писменост. сме општо. Кога ќе Страшно. земеме вака. И кога ќе се спомнат контрацептиви, прво ја имам колеги за кои што точно знам, пошто ќе ми дојде пациентка што има матичен, ние не работиме со фондот и сега, нели, имам многу пациентки кои имаат свој
матичен. И кој што матичниот колега мој или колешка рекол, абе ајде немој тоа се хормони. Бе луѓе, ние лечиме еден куп состојби со тие таблети. Тоа се супер минимални дози на хормони. Ја не велам дека не може некому да не му пријаат. Ама може да проба. Ја искрено не ги знам сите. Еве, дај Па, не ги објасни знаеш. ми кои се ги имаме како. А у Македонија, нашиот избор во Македонија е многу ограничен. Во Македонија што е достапно од контрацепција? Достапни се кондоми, кои што? Значи, еве, подкаст е, не знам кој ве слуша. Не се става кондомот прво да влезе внатре, па да имаат секс, па пред да треба да ејакулира, да сврши, да се извлече, да си го остави кондомот и да влезе. Тоа го Ова прават. не сум го чула. А вие не сте чуле, јас сум била у Велес, у едно средно школо, нешто да зборам пред некоја година, да дознам дека младите користат Кока-кола. Како користиш Кока-кола? Па така, кога ќе имаат секс, после тоа штрцаат Кока-кола у вагина. Леле, За контрацепција. Премногу информации за Тоа ова кратко можда- време. Слушай, тоа може да и помага. Не сме пробале. Кока-колата чисти Ова- све, од Леле. кај знаеме. Може треба едно истражување се направи на тема Кока-кола. Значи, инвентивноста е... Ни допирам веќе, ни пијам и така. Кола. Не бе, Ни знаеш што сакам има да видам врска? со очи. Се Што има шегувам. врска тоа? Се Сакам шегувам. да кажам дека начинот на кој што користат кондоми, прво не е како што треба. Второ, користиме, ама не секој. У почеток користевме, па после не. Ама зашто не? Се тестиравте ли за сексуално преносливи инфекции? Имавте таков подкаст. Значи, истестирајте се, па, ако мислиш дека ќе раѓаш ако останеш трудна, терај без кондом, или земи пи контрацептиви, или стави спирала. Кај нас постои една фама дека ако не раѓала девојката, не може спирала носи. Не е точно. Цела Скандинавија носи спирали. Највише у Скандинавија. Мирена носи. Значи не е точно. Сега у последно време чат пат ќе ми дојде девојка која е информирана, која ја прашам, а збореше со мајка ти нешто, пошто не сакам утре во животот да ми се случи, она е полнолетна, она има право да, ама да дојде поготово ако некако на може и да 18, се на 19 знаеме, зрелоста е, разбираш, како ама да не, кажам. може и да се Дискутабилно е, знаеме вистина. и да дојде и да ме обвини дека сум направила нешто. Значи, нема врска. Сум имала неколку кои што барале да им се стави спирала, па сме разговарале, па окей, сме земале брисеви пред тоа, све сме направиле за да се обезбедиме дека е окей. Значи, има спирали во Македонија, два типа. Едни се тие што локално лачат хормон, други се бакарните спирали. Има таблети контрацептивни, комбинирална орална контрацепција. Таа така наречена мини пилула, која што содржи само еден тип на хормон, во Македонија ја нема. Има само тие што содржат два типа на хормони. Има кондоми. Еве ги спомена мачките да вклучат малку повеќе мозок. Покрај кондомите што друго Машко ништо не може, не, значи може да направи вазектомија. И тоа е исто легитимно, иако еве сега ја ќе признам, ја као важам за многу неконзервативен човек и нели ова ми е работа и така. Искрено и јас имам мало шубе од помислата на такви трајни методи за стерилизација. Кај жена која што имала 4 царски реза или 5 царски реза, тука веќе срцем и душом сум за. Затоа што стварно, мислам, веќе ризикот е толкав што ама тие трајните методи, како што се вазектомија, значи подврзување кај мажите и кај жените, сме имале разни ситуации. Сме имале ситуации во кои што имаат деца, се е тоа фино, меѓутоа заедницата ќе се растури, па ќе влезат во нова заедница, па можеби ќе посакаат да имаат дете. Сме имале ситуации во кои што се случувале несреќи, па се случувало нешто со децата, па ќе посакаат родителите да имаат дете. Има методи кои не се толку трајни, а кои можат да пружат одлична заштита. Мажот може само кондом да користи. Ама луѓе, и тоа не се прави. И, нели, мојата вечна крсташка борба, јас сум на женска страна, мислам, не е тоа страна, ама аргументот, се обидувам да им објаснам на младиве дека тоа што ќе ти каже дека многу те сака и дека не може да дише без тебе и дека не може да живее без тебе, ја му верувам, се е тоа супер. Ама ако останеш трудна и треба да абортираш, он ќе седи и него влакно од глава нема му фали, ќе те гледа така многу заљубено,
Ама ти ќе го кркаш сето тоа. Ти ќе трпиш се. Сите последици што може да настанат се твој ризик. И баш како толку многу те сака, па ќе сака да те заштити, нема да ти каже, ако ме сакаш, ќе имаме секс без кондом. Значи тоа ќерките си ги научите. Па тоа И отвара дека нова мораат тема. ташна да имаат кондоми секогаш. Јас сериозно, ако е срам да купи кондоми, што и тоа го има бе у луѓе, у денешно време од ништо не им е срам. Свашта се дешава, а од тоа им е срам да побараат кондоми. Викам, нема проблем. Оди од друг крај од градот, купи ги. Она го спомнавме тоа во една емисија со скечот на К15 кога го праќа тоа што Мали оди, не Миле Паника го праќа, оди купи ме, молим те. Да, ама оди Се во отвори друг нова да тема околу емоциите, што Ај, така е, се така е. спомна. Па така е. Да. Се срама. Околу емоциите и околу тоа вистинската емоција и препознавање на тие вистински емоции. Тоа баш знаеш, тоа е кога уште една има тема која 15-16 години. Да. Ама тоа доаѓа веројатно и од дома многу. Ох, Ова добро сигурно, чекање, затоа да, велам ценење воспитувањето од дома. Да. Треба се разговара за овие работи. Сега како да ги Што сакаш ти како превоспитаме- индивидуа, не да не како растат да ги девојчињата, превоспитаме да. родителите. Не само родителите се обидуваат да допрат до децата, ама не секогаш можете. Ја го имам тоа искуство на пример, можеби повеќе со син ми кој што е повозрасен. Се обидувам да разговарам на некои теми, едноставно има една одбивност, не знам, пробувам да допрам. Ама со ќерката? Така ќерка од нас? Ма со мајката се Блиски. Да, и двајцата се Добро, да колку и да различни се карактери трудам. има, не се сите. И сега некако мене ме доживуваат, не знам, можеби поавторитативно, не знам. Повеќе се Да, плашат тоа ќе од се, мене да. или што е како некој машки карактер. период се во се куќава. наметнува тоа, Да, може. веројатно Да. тоа и кај тебе се случува. И сега едноставно мислам дека тука сепак е една од подобрите варијанти нели покрај разговорот со мајката и како вели овде аспектот на вклученост на здравствени работници во целава ситуација. А, Значи добро, некој со ама кој пак што треба, ќе се треба да се опушти со некого. Да. Треба да... Ама мислам дека е многу подобро Значи, со види, некој лице што помалку го јас познава, имам време ќе се брат така беше. кој што не живее тука, 22 години живее надвор од држава. Брат ми има 7 деца. Од 3 различни жени, ама има 7 деца. Живки се напушти во Со студио. 5 Ние имаме 5, извини. Со А да, 5 добро, да. Да, заборив. со 5 живее. Има 5 мали деца. И двајцата синови од првиот брак се сега возрастни, меѓутоа јас и тогаш што ми имала замерки и сега само тоа му зборам да не ја направи таа грешка. Јас сум го слушала брат ми, еден период ја живеев таму кај што како се обидува, како он мисли дека разговара со синовите. А он им држи предавање, им кажува како треба да биде. Можда заради природата на работава моја, не помага да им кажуваш. Мораш да ги слушаш. Мораш многу да слушаш. Може би, син ти има чувство дека ти... Значи, убаво е тоа да советуваш. Ама они држат у себе. Они треба да се опуштат за да можат да кажат Да, и тоа е- некому. И сега може... Тоа е учење. Да. Добро, тоа мајките е. се подобри педагози. На вистина за како Не знам. да се постигне Карактер. таа Како да стигнеш до таа комуникација точка каде што ќе се отворат и ќе може комплетно да кажат. Да. Моменти на наметнување на авторитет ги плаши децата, сум го осетила тоа. Да. Среќа помали, па се обидов да си се коригирам, затоа што едниот не кажувај, а другиот сака се да каже, е да не пушти мама, па нели методот го користиш, ќе го пуштиш за да види дека не е дека ако кажеш јас ќе забранам Да. нешто или ако имам мое мислење се обидам на тој начин нели да ги доближувам дека јас сум ти најголем пријател. Одредени работи кои ќе ги направиш може нема да ми бидат при срце. Нема можеби да ги оправдам, но те советувам за твое добро и најдобро да се отвориш, да кажеш, да споделиш, бидејќи сме најголемите пријатели овде ние, во Така кругот е. дома. Ама и така е. Е тоа е да, и вистина природно е така. Е тоа е еден начин кој сметам дека една алатка може да помогне во нели таа создавање близина каде ќе се чувствуваат слободни да и покрај тоа нели што направиле грешка, ќе чувствуваат слобода и да ја кажат грешката затоа што знаат дека ние ќе разговараме за ситуацијата, но нема да бидат веднаш обвинети или нема да бидат нападнати дека нешто многу страшно и лошо направиле. Не, ама Тоа е- ако забрануваш, значи мојата теорија е дека колку повеќе забрануваш, толку повеќе Ама како мали може да да имали експлодира. искуство, нели како мали имате искуство, веројатно кога ќе тргнат да ти кажам нешто, ама да не ме караш. Ја И никогаш тоа не е карам. звоно, нели дека аларм Да. за родителот. Да, да. Тоа се вообичаено Значи, кара нели, повеќе. Да, кај нив да, тие го имаат веројатно. впечатокот дека ако каже, веднаш ќе А, биде кај искрен мене за дома- нешто, ако ти кажам да ти кажам нешто, ама да не ме караш и тука работа и на дома себе. Има една татко ми имаше обичај на се што ќе прашам,
првата реакција да му биде не. Ама страшно. Да. А ја па Ма додека татковците се обично решам го да прават. прашам, не бе тако му беше табиетот. Додека се решам да прашам, јас сум го звакала тоа у себе и така. И кога ќе прашам, првата реакција не. Ама ја као карактер, нема, кој ќе рече не и ќе се испокарам и та. И сега поучена од тоа, пошто јас сум као татко ми у табиетот, кај себе тоа сум го коригирала и ја сега до душа и керка ми погодена ми е. Почнува муабетот со мама може, ја викам може. Не знам што. Викам може. И онда она ќе каже тоа што е, ја ќе речам бе види. Може веројатно, ама не знам, ја мислам, тоа беше па на мајка ми тактика. Ја мислам вака, Дипломатски. а ти како сакаш. Да. И кога ќе ти рече така ти како сакаш, Почнуваш како се- да направиш. Да, почнуваш да. Да, ја мислам различно, ама ти си не како сакаш. Јас сум ги поминал сите методи, сум ги пробал. И ништо не знам кај помага. грешам. Не знам што ти кажам, ја да ти Кај помогнеме грешам. некако. Не, ова сум го пробал. Да. Исто Да. ќе му кажам Да. со а ти како сакаш, Да. ама мислам дека пак е мајка му на крај ќе се Оди, обиди. да. Е па добро, не е битно, битно со Мислиш, некого да. да има. Джабе Нешто му- имаш порано многу сгрешено. Не бе важно некому да кажува. Да. Мене ми е само страф од тоа дека може да се случи, ми бивало страф, сега више ми е многу помалку страф, ама пак, нели, Не се деца затворат. сме Деца за да. Ми е страф од тоа да не може нешто да каже на време. Оти генерално најголемиот дел од работите, ако се фатат на време, можат да се решаваат. Ако се заглиби у нешто, тогаш станува Да, многу потешко. апсолутно. Јас само од тоа се Да, плашам. да. Од на време и уплав имам од дрога. Стварно имам страф од дрога и тоа е единственото нешто за кое што А има се многу надевам низ- дека низ многу има држава и ризици. низ Да. нашиот главен град Многу по има посебно време. И тоа е Пошто тема јас за сум да се млади зборува работам и да и им знам се како го е. очува. Нема друго. Спас друг нема. Ја мислам, Обично само последно зборување знаат отворено. родителите, ама добро. Отворено зборување и Па тоа, да. информација. Качена сум и на глава. Значи, никој не смее да те пипне без кондом у животов. Не, јас сам. Све што е другарка, женско и така, ама и тоа ме знаат, ми се смеат. Ја кога ќе почнам, никој не смее вака да те допре без кондом. Не е таа фаза уште. Ама Имаме време. јас Да, ама не чека. луѓе, не, Да. чекај, колку години има? 13 и полна Значи не е рано. Не. Се зборува Луѓе, на теми. Мора да се збори. Вие не знаете колку, не Апсолутно викам да ја. се свесни. Страшно е поместена границата кога се Да, почнува да, со да. сексуални односи. Значи, неписмени деца имам. Неписмени комплетно на таа тема. Комплетно неписмена имав една која што викаше како сте се па така ќе после се ќе направи шлюп тоа и тоа што прави шлюп не е контрацепција. Мислам, не знам како да ви кажам, страшни работи се случуваат и имате деца, женски деца, па и машки деца, па како, па... Не, Односно, кај јасно, мажите не е да. стравот помало, иако може би Одговорноста, да, не ги мислам доживуваат за- тие Значи, физички не е трауми. тоа Не, лесна да ја работа. не би ги делела машко Јас женско. го кажав тоа да, една бидејќи- емисија. Имам керка и со жени работам цел живот, затоа И машките имаат Јас одговорност го емисија и кажав, нечиво многу дете исплашен таму кога е. бев млад. Значи и многу нечиво бев, дете таму имав е него се- такво искуство непромислено, после размислуваш што недели чекај се, ја не сум Да. подготвен за ова, чекај ако се да, случи. многу е травматично тоа се. Не, мора да се разговара, мора да се инсистира на користење кондом. Кондом е единствената контрацептивна метода која не е идеална, ама е пристојна, помош. да речеме, која дава двојна заштита. Значи и да се пијат контрацептивни таблети, што е супер метода за се една приказна на времето. Ја личам со мајка ми, покојна, многу личам на мајка ми. Мајка ми беше анестезиолог на гинеколошка клиника. И мене сите гинеколози во Македонија, значи и тие што не ме познаваа лично ме препознаваа. И кога решив дека сакам да пијам контрацептиви и кажав на мајка ми да не мислат да не дам у чаир па да мислат дека се кријам од неа, нема везе, викам дај носи ме кај некого и ме однесе она кај покоен професор Шукаров, он беше нели мислам стварно беше многу саглам гинеколог и ме остави таму и сега збориме ние и ја му кажам, разговараме и ми вели добро, вели нема проблем, ти си здрава, права, млада, можеш да пиеш контрацептивни таблети и само има услов, треба да имаш редовни сексуални односи. Меѓу другите работи, тоа ми го каже. И кога заврши, ми вика, имаш ли прашања? Викам, да. Почна да се секирам, знаеш, редовни сексуални односи сега.
ако треба 3 пати на ден, дали ќе успеам да стигнам. Леле. И така, Кондиција. 19 години. Му викам, што се редовни се? Па 2 пати неделно. Абе, вика, излез, викам, нормален ли е Со олеснување. човеков? На кој начин 2 пати неделно се смета за редовен секс? Што му е на човеков? 2 пати неделно, што те? Епа, тоа ти било редовни сексуални односи, ама мислам на тие години, Да. нели, поинаку ти изгледа животов, сакам да кажам. Ако се има врска која што има редовни сексуални односи, тогаш контрацептивните таблети се навистина одличен избор, особено ако има нередовни менструации, ако има многу болни менструации, ако има акни, ако има проблеми со влакнетост, ако има проблеми со полицистични јајници. Значи, еден куп состојби за кои што контрацептивните таблети се и терапија. И тоа фантастично ги покрива двете области и на вистина е многу добро. Кога ќе реши дека не ќе више пие контрацептивни, ќе ги прекине, од следниот месец може бремена да остане. И една заблуда која што постоеше на времето, не знам дали се уште мислат така, дека ако пие контрацептивни таблети, треба да ги пие 6 месеци па да прави пауза да се одмори. Тоа е грешно, затоа што велиме. Периодна адаптација на било која контрацептивна метода е 3 месеци. Може од почеток се да е супер, а може да треба периодна адаптација на организмот. И сега, ако жената пие 6 месеци, па ги прекине, тоа значи дека повторно треба да го почне циклусот, значи му прави стресови на организмот, нема потреба. Контрацептиви се пијат, со години може да се пијат, од време на време треба да се провери евентуално тоа што ќе се сега ве задржав малку, ама ова треба да го знаат жените. Значи, во упатствата пишува дека може да предизвика тромбози. Значи, состојби во кои што крвта ќе стане погуста и ќе се создадат тромбови да направи такво нешто. Истиот ефект го има никотинот. Значи, велиме, жена над 35 години, која пуши повеќе од 15 на цигари на ден, не смее да пие контрацептиви, затоа што никотинот и десото и возраста може да. Меѓутоа, млада жена, помлада жена, која што нема проблеми со згручување на крвта, со коагулација, апсолутно може да пие таблети, со тоа што еднаш годишно или еднаш на 2 години може да провери коагулационен статус. Толку. Ништо друго нема како проблем што може да и настане. И за таков тип на врски и така, контрацептивните таблети се добар избор. Исто така и спиралата е одличен избор. Трае барем 5 години, нема што да размишља. Таблетиве порано беа 21 таблета, па 7 дена пауза, па пак 21. И се случуваше, јас сум пиела, се случуваше у тие 7 дена пауза, па не си запишал кога бил последниот ден, кога беше, шо беше. Дисциплината не е сега ги прават за такви како мене. Значи, пиеш пакетчето, последните се бомбончиња, нема везе. Пиеш пакетчето, завршува тоа пакетче, следниот ден почнува новото пакетче. Последните таблети немаат ништо активна супстанца. Јас како на лекција сме. Како? Нели? Па така сакам, бидејќи сме при крај со подкастот, сакам само да ја прашам Живкица на кај што знаеш од овие работи кога беше помлада? И колку беше запозната? Па некои работи да. Искрено мајка ми како мајка на 2 девојчиња, па работеше и во полиција, во Министерството за внатрешни работи, постојано сакаше да не под надзор. Да, постојано. Од нели, нема да одиш во дискотека, кафуле, да не ти дадат чашата, да не ти дадат друга да не ти пијалокот отворен. Севака се смееме на децева и ние тоа пред тебе ќе се земеш, ти ќе си го отвориш пијалокот да гледаш да сето такви нели некои лекции, веројатно претпоставам кај неа не сме имале ние можност да сме информирани, нели како децава денес. Гледаат се информации, имаат работи, знаат. Тоа го заклучивме во подкастот. Тоа вистина, тоа веќе не меле и тоа ни уште еден предизвик да се справиш во родителството, со пошто имаш како 2 воспитувања, односно доаѓаат од сите страни информации. Ние тоа сме го немале, а она веројатно од информациите кои ги добивала на својата работа, преку својата работа, во некаков стрес и нели страв, постојано не воспитувала, ни зборувала отворено, морам да признам, за теми од овој тип, малолетничка бременост предвремена, додека сте малолетни, тие сексуални односи, дали треба или не треба,
информација околу сето тоа, дали си емотивно зрела, не си зрела, искористил, не искористил. Значи тоа се доводило како некаков процес, она веројатно за да не заштити и плюс ни направила услуга да ние тоа го имаме како некоја нели информација која ти стои во Да, бе, малиот дел така. од умот, кога разговараш ти ова се случи, денес имавме ваков случај, дојдоа се случила предвремена бременост, односно несакана бременост, девојчето малолетно и слично, и ти ги добиваш тие информации и ги процесираш тие информации во себе и ти остануваат некаде во подсвеста. Не ти кажува најдиректно, ти кажува до некаде, но со сето тоа ти ја зборам, добиваш информацијата, зборам Кирко, ти сети се снал. Ти зборам снал, ти зборам Кирко, сети се снал, така е? Така беше. Знам снаата. И вистина ти доаѓаат тие информации ти остануваат. И веројатно тоа е еден од начините и методите да си помогнеме во процесот на информираност и воспитување на децата за овие ситуации. Така сум ги учела работите во таа некоја возраст, кога не ни биле достапни толку многу информациите и некако сме се чувале. Стравот го чува лозјата. Не е лошо, се нема везе, не ме разбирате погрешно, воопшто не е промоција на гинеколошките услуги, туку навистина е добро. Како ќе дојде време децава, девојчињава да веќе да влегуваат во пубертет, ама кога веќе почнуваат да ги интересира тие работа, не значи дека она е стапила веќе во сексуални односи и така, меѓутоа да добие темата. релевантни информации, треба обично барем мајката или со мајката разговара, или ако не е подготвена да разговара со мајката, некако да ја упатите негде кај некого. Значи, јас имам мои пациентки кои некогаш доаѓаат со ќерките, а некогаш они две не можат баш, па ќе ми ја донесе, ќе ми ја остае, ќе рече, еве ти ја. Да. И некој во кого Ќе има доверба, децава може треба да да се... има доверба, да можат Па да тоа го спомнав, поразговараат. нели, некогаш и Да. така е најдобро, кај некој непознат е, Може по и некој мои така, собствени апсолутно, искуства со да. децава, Да. кај непознат, но проверен човек кој што има Да. доверба, полесно се и се отвораат И ти и ќе дојдеш ги до кажуваат. информациите. Да. Мужики се тешко нас, ова, Не, вака ајде. испаѓа Добре, бе. заклучок од нас на Добри крај. сте, Да имаме добивме- еден предизвик пред добри нас. сте. Добивме Добри некои сте. упатства овде сега. Не е работата упатства. Работата, да, не знам, ама работата е дека, да ви кажам, ќе преживеете. Да. Да. Од тука да тргнеме. Од тука да тргнеме, Кој ќе ќе преживее, ќе раскажеме. преживеете, Да. да, и они ќе се вратат, ќе имаат фаза кога нели, па после, да, и тоа, само не знам, ја не верувам во забрани. Забрана е контрапродуктивна. И јас искрено не. Не Така слушнувам, мислам. проверувам. Ќе видиме како Да. тоа ќе тече Тоа и научиме полициското ние малку доста во мене работи. работи од време на време, додека се помали полициското изгледа работи генот, па проверувам нели. И јас се Сигурно. трудам, ама не можам се да пофатам. Колку и да мислиш дека знаеш се, знаеш да, дека не е да. баш така. Веројатно, да. Ова е крајот на уште еден подкаст, мораме да завршиме, инаку можеме брзо, да да. тераме уште час и половина или не знам колку. И на благодарам за Јас гостувањето, благодарам за Живке, поканата. благодарам што Благодарам јас. украде малце ук на локацијата, ма се снајде на крај дојде. Снаудлива сум. Се Среќа најдовме брзо меѓу што се сите обрски, ви благодарам што најавте време за оваа тема. Пак ќе кажам, ќе видиме како ќе ја насловиме на крај епизода, опатиме повеќе аспекти, меѓутоа семено планирање, контрацепција, Да се разни преживее, аспекти, стави на да се преживее. Да се преживее. Да се Баш преживее така. и како родител и потоа. Така е. И Така е. тука е Се согласувам. тука сме на крајот на уште едно издание од Тивка Врева. Ви благодариме што не проследивте и следете ни понатаму.